Добар ден, вие ги следите вестите на Канал 8. Тренд на пораст има бројот на лица во источниот регион кои треба да направат тест за почетно испитување или веќе дијагностицирано канцерогено заболување. За само една година зголемувањето изнесува околу 10%. Од година во година расте потребата од набавка на реагенси за испитување на потенцијалното или веќе констатирано канцерогено заболување кај пациентите во источниот регион. Оваа година во однос на лани, бројот на потребни така наречени тумор маркери бил повисок за 10%. Сепак, според медицинските лица, тоа не е цврст показател дека за толку се зголемил и бројот на заболени. Причина за ова е што ваквите реагенси даваат само почетна дијагностичка слика за здравствената состојба на пациентот, а за дефинитивно утврдување на постоење канцерогени клетки потребни се дополнителни и попрецизни испитувања. Зголемената потреба од набавка на реагенси ја потврдија и од клиничката болница во Штип, каде секоја година се прават планирања за наредниот период. Начинот на набавка секако е на годишно ниво. Така да ако се зголемува за наредната година, ние правиме планска проекција на потребите, односно клиничката аптека, врз основа на статистичките податоци кои што ги водиме на база на типови на операции, типови на пациенти, начин на потрошња, ние заклучиме колку би ни била потреба за наредната година. Тоа оваа година посебно имаше зголемена потрошња, значи малку повеќе од предвидувањата, меѓутоа тоа не е нешто што ние можеме прецизно да го одредиме, значи зборуваме со проценти. Така да со тие проценти ние по 10% имаме некое зголемување. И покрај планирањата, нараснатите потреби од испитување на здравствената состојба со тумор маркери предизвикува во одреден период од годината да се јави нивен недостаток. Таков беше случајот со пациентите кај кои се констатирани проблеми со простатата, кои реагираа затоа што неколку месеци не можеле да направат испитување. Од здравствените установи рекоа дека тие само ги прејавуваат потребите, а тендерската постапка за набавка оди централно, односно на државно ниво. Над 27.000 евра ќе потроши општина Кочани за зимско одражување на локалните патишта и улиците. Рокот за пријавување на тендерската постапка за изведувач на услугите е до крајот на овој месец. Повеќе од 1.700.000 денари ќе потроши Кочанската локална самоуправа за планираното зимско одражување на локалните патишта и улиците во градот и населените места во општината. Според обврските во тендерот што веќе е објавен, избраниот оператор ќе треба да врши чистење и одржување на проводноста на коловозите од наноси на снег и од подмрзнување. Поради тоа, меѓу условите што треба да ги исполнува е да располага со соодветна механизација за расфрлање сол и песок, возило со нож за чистење снег, утоварувач за расчистување на големи наноси на снег и товарно двоосовинско возило. Пријавувањето на тендерот за избор на изведувач на услугите трае до 31 декември. Обврска на избраниот оператор ќе биде, освен улиците, да ги одржува проводни и делниците од локалните патишта, од магистралниот пат А3 кон Горни и Долни Подлог, Мојанци, Градовци, Прибачево и Оризари, потоа од магистралниот пат до селото Тракање, како и од Кочани до Бели, Нивичани, Пантелеј и Рајчани. Во планот е влезено и расчистувањето од снег на локалниот асфалтен пат од Кочани до Полаки, односно до местноста Крушка, како и делницата од мостот на реката Масалница до базата на градежното предпријатие Гранит. Операторот ќе треба да го чисти и делот од влезот на Оризари, од кај базата на Гранит, по улиците 1 мај и Ангел Донев до амбулантата во центарот на населбата. Чистењето на снежните наноси, како и посипувањето со сол и песок, ќе оди според претходниот редослед, а поради малата широчина на коловозот, неизградените заштитни браници и големите нагорнини на патните правци Кочани, Бели, Нивичани, Пантелеј и Кочани, Полаки, истите ќе бидат чистени само во текот на денот. Обврска за одржување на патниот правец Кочани Мотел градче има фирмата собственик на мотелот и тоа со своја механизација и работна рака, а општината Кочани спогодбено се обврзува на своја сметка да обезбеди сол и песок во зависност од потребите. Контролниот систем на водата за пиење во критичните села во иднина ќе се регулира автоматски. За сега без проблеми водоснабдувањето единствено се одвива во селото Лески. Снабдувањето со вода за пиење во критичните села во Виничко се уште не е решено до крај. Одржувањето на водниот систем со хиперхлорирање во проблематичните населени места кога е во прашање водоснабдувањето се врши мануелно.
Одредено е лице кое проверува дали има доволно хлор, а по реакција на жителите на селото Трсино, дека водата има чуден мирис и вкус, што според дојавите се должи на хлорирањето. Од јавното комунално предпријатие Солидарност велат дека тоа е резултат на законски одредената потребна количина на хлор, а единствено целосно исправна вода за пиење има во селото Лаки. Меѓутоа тој проблем го надминавме и објаснивме на луѓето дека законски мора да имаме одреден процент на резидуален хлор во водата за пиење, дека тоа е дезинфициенс, дека водата мора да има во водата за да ги уништува бактериите, за да биде водата здрава за пиење. Така да тој проблем го надминавме. Сега проблемот е во останатите населени места како што е Крушево, Трстија, Грлани, таму и по секако поголемите места населени како што се Лески, Градец и Стивања. Единствено нема проблем со водата за пиење во село Лаки, каде што сите анализи покажуваат дека водата е исправна. Тоа според Спасовски се должи на фактот што председателот на местната заедница бил ажурен во контролата, па не дозволувал да се јави недостиг на хлор. Општина Виница во буџетот за 2015 година предвиде набавка на фотоелектрични панели за апсорбирање на електричната енергија и дозни пумпи за хлорирање, каде нема електрична енергија кај самите резервоари, така што контролниот систем во иднина ќе се регулира автоматски. Тоа значи дека ќе се исклучи факторот човек во иднина, кога ќе се набават овие панели и овие дози пумпи. Значи човекот може да биде присутен само кога ќе од време на време за да ги надополнува хлоринаторите, значи тубата да ја наполнува. Додека самото хлорирање ќе се врши автоматски, да кажеме, бидејќи ќе се напојува таа доза пумпа со електрична енергија преку фотоелектричниот панел, ќе има посебна батерија каде што ќе се апсорбира сончевата енергија, така да ќе имаме континуирано 24 часово хлорирање на водата и во оние населени места каде што досега имавме проблем. Што се однесува до водоснабдувањето на територијата на градот, тоа се одвива без проблеми, а квалитетот на водата за пиење е одличен, сметаат од комуналното јавно предпријатие Солидарност Виница. Од почетокот на идната година се намалува сумата за остварен годишен промет, за која обврзниците ќе треба да се регистрираат за плаќање данок на додадена вредност. Новините во финансиското работење се воведуваат согласно изменетите законски прописи, што беа донесени оваа година. Од 1 јануари идната година се намалува прагот за регистрација за ДДВ на 1 милион денари. Тоа значи дека согласно измените на Законот за данок на додадена вредност, во иднина сите даночни обврзници кои на годишно ниво ќе направат поголем промет од оваа сума, ќе мора да се регистрираат за плаќање на данокот. Намалувањето на прагот е преполовено, односно досега изнесуваше 2 милиони денари, со што се очекува на почетокот од 2015-та околу 10.000 фирми да станат нови ДДВ обврзници. Откако ќе извршат регистрирање во системот на Управата за јавни приходи, ќе имаат обврска на секои 3 месеци да го пријавуваат и да го плаќаат данокот на реализираниот промет. Со овие измени, Македонија се искачува на првото место во Европа според висината на прагот, односно сумата што обврзниците треба да ја имаат како промет за да станат обврзници за данок на додадена вредност. Најблиску до нас е само Црна Гора, каде прагот изнесува 1 милион и 100.000 денари. Инаку, според известувањето од управата, даночните обврзници кои во текот на 2014 година оствариле промет над 1 милион денари, должни се до 15 јануари до година да поднесат пријава за регистрација за данок на додадена вредност. Сите даночни обврзници кои во текот на месец декември оваа година ќе остварат промет повисок од 1 милион, можат веднаш, односно пред крајниот рок, да поднесат пријава. Обврзниците пак кои во текот на идната година ќе остварат промет над 1 милион денари, ќе бидат должни да ја поднесат пријавата најдосна до 15 во месецот, што следи по месецот кога е остварен прометот. Односно, за остварен промет во јануари, пријавата треба да се поднесе најдосна до 15 февруари и така натаму. Полициската станица од Делчево поднесе кривична пријава против 20-годишниот Д.Ј. од Кочани, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело тешка кражба. Пријавениот кон крајот на месец јули оваа година, со намера да се стекне со противправна имотна корист. Со употреба на физичка сила преку прозорец влегол во продавница во село Работивиште Делчевско. При тоа одзел поголема количина колонијална стока, цигари, метални денари и картички за мобилен телефон, при што нанел штета од 94.560 денари.
Во голем дел од предвидениот план е реализирана програмата за управување со градежно земјиште и патишта за 2014 година во Виница. За таа намена потрошени се близу 100 милиони денари. Програмата за управување со градежно земјиште и патишта во 2014 година, информираат надлежните, се реализирала преку планирани и координирани активности на Одделението за заштита на животната средина, комунални дејности и локален економски развој во состав на секторот за урбанизам и комунални работи на општина Виница. Извршувањето на програмата се одвивало според намената на обезбедените средства и можностите на единицата на локална самоуправа на Виница, а информацијата ги прикажува изведените градежни работи за управување со градежно земјиште, улици и патишта за 2014 година. И тоа асфалтирање на улици во Виница и населени места. Улица 2008 и изградба на атмосферска канализација, како и електрична инсталација и водовод и канализација на истата улица. Потопни пумпи за водоводот во Виница и населените места, реконструкција на потисниот цевковод во Виница, водовод и канализација во Б12 дел 4, адаптација на капела, фекални канализации во селото Лески, Градец и Стибања, регулирање на долот во село Лески, изградба на летниковци на плоштадот Ангел Винички, потоа изградба на локалниот пат Осојница Липец, чистење на речните корита, катастарски услуги, надзор на градежни работи, основни проекти, урбанистички планови, како и доградба на детската градинка Виница, адаптација на детската градинка во селото Истибања, изградба на повеќе наменско игралиште во селото Истибања и преадаптација на објектот на Турската бања. Разни активности од помал обем, крпење на ударни дупки со поставување на бекатон плочки, зимско одражување и помали делници, водоводни и канализациони линии, како и пристапни патеки и скали. За сите овие намени се потрошени вкупно 92 милиона 250 илјади денари. Стои во информацијата за реализација на програмата за управување со градежно земјиште и патишта во 2014 година во општина Виница. Во тек се градежните работи за покривање на црквата Свето Благовештение во местноста Драчевик. Подршка во изградбата со сума од околу 14.000 евра дава и локалната самоуправа на Кочани, која со тендерска постапка ги обезбеди потребните материјали. Над 840.000 денари обезбеди општина Кочани за набавка на градежен материјал за покривање на православниот храм Свето Благовештение, што се гради на Драчевик. Тендерската постапка е веќе завршена и како најповолна е избрана понудата на компанијата Стоименов од Кочани, која дополнително на свој трошок како донација ја обезбедува работната рака. Најголема ставка во трошоците е набавката на бакарен лим со дебелина од половина милиметар, а што треба да покрие површина од околу 80 метри квадратни. Покривањето на храмот веќе е започнато и се очекува до крајот на идната недела да заврши поставувањето керамиди на косите делови од кровот. Активностите за покривање на куполите пак ќе останат за наредната година, затоа што се работи за специфична изведба, односно според техничкиот проект тие треба да добијат бакарен кров. Камен темелникот на храмот беше поставен во октомври 2010 година, а идејата за неговата изградба беше поддржана и од Брегалничката епархија. Образложението беше дека постоечкиот соборен храм Свети Ѓорги е претесен за православните верници од целиот град. Парцелата на која се гради новиот храм е со површина од над 5500 метри квадратни. Архитектонско-урбанистичкиот проект предвидува покрај црква да се изгради и камбанарија, кујна и помошни простории, според предлог идеите што доаѓаат од Кочанскиот соборен храм Свети Ѓорги. Градежните работи се одвиваат со релативно нормално темпо, благодарение на финансиските средства што се собираат како донација од граѓаните и од претпријатијата во Кочани. Полициската станица Виница ги информира граѓаните дека неовластената употреба на пиротехнички средства е казнива согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и Законот за заштита од експлозивни материи, а упати и апел до граѓаните по повод предстојните празници. Полициската станица Виница апелира до граѓаните да се почитуваат законските прописи и да се соработува со полицијата доколку тие забележат лица кои на тезги, продавници или магацини продаваат пиротехнички средства или ги употребуваат неовластено. Пријавите може да се извршат кај полициските службеници на терен, лично или преку бесплатниот телефонски број 192.
Исто така, имајќи предвид дека по повод празниците се очекува зголемена раздвиженост на возила и пешаци поради прослави и друг вид на забави, кога доаѓа до прекумерна употреба на алкохол, која е најчеста причина за нарушување на јавниот ред и мир и предизвикување на сообраќајни незгоди, од полициската станица апелираат до сите граѓани да не се управува моторно возило под дејство на алкохол, а кога учествуваат во сообраќајот, граѓаните тоа да го прават крајно внимателно, почитувајќи ги правилата и прописите од безбедноста на патниот сообраќај. Имајќи ги предвид и временските услови во овој период од годината, кога има опаѓање на температурата, врнежи од снег, голомразица и лизгав коловоз, брзината на движење на возилата да ја прилагодат кон условите и состојбата на коловозот. Покрај тоа, од полициската станица ги повикуваат граѓаните пред да ги напуштат своите домови поради забави, прослави и слично, да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби и тешки кражби, како што се заклучување на влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, а во случај на подолго отсуство од домот да ги остават внатрешните и надворешните светла и клучот да го остават кај соседот кој останува дома, стои во апелот од полициската станица Виница. Во силна конкуренција од пријавени 359 училишта од цела Македонија, Кочанското Малина Попиванова се најде меѓу 20 училишта од државата која аплицираше и доби зелено знаме. Училиштето ги исполнува сите услови за статус на највисокото знаме, оценила комисијата. Основното училиште Малина Попиванова аплицираше на конкурсот и доби највисоко зелено знаме. Наградувањето на градинките, основните и средните училишта со зелено знаме и сребрено и бронзено ниво е дел од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Од пријавени 51 детска градинка, 359 основни и 100 средни училишта од државата, основното училиште Малина Попиванова се стекна со статус на највисоко зелено знаме, кое го добија само 21 училиште од државата. Основното училиште во текот на денешниот ден доби известување дека е во 21-то основно училиште од Република Македонија кој е добитник на зелено знаме по објавениот конкурс. Конкурсот значеше исполнување на сите предвидени точки кои значат во проектот за еколошка интеграција во македонскиот образовен систем. Добивањето на зелено знаме е едно признание за ово училиште во учебната 2013-2014 година, посветеноста на наставниот кадар, каде што успеавме 100% да ги исполниме сите услови. Комисијата во состав од представник на Министерството за образование, представник од Министерството за труд и социјална политика, швајцарската агенција за која го потикнува овој проект и представник од ОХО, здруженијето кој ги организира и контролира сите овие конкурси. Нашето училиште е изберено за учебната 2013-2014 да е добитник на зелено знаме. Наградените училишта и градинки ги задоволуваат предвидените критериуми и услови и се наградени со соодветниот статус за кој аплицирале на овогодишниот конкурс. Освен основното училиште Малина Попиванова, зелено знаме доби и средното општинско училиште Ванчо Прќа од Виница. Малина Попиванова за прв пат добива статус на зелено знаме, како резултат на повеќето реализирани активности, формирање екоодбор, анализа на состојбата на животната средина, рационално користење на електричната енергија и заштеда, спроведување кампањи, екопатроли и слично. Досега од Кочани статус на зелено знаме има само основното училиште Раде Кратовче. Официјалното доделување на зелените знамиња и сертификатите за соодветниот статус традиционално ќе биде реализирано на 5-тиот поред Еко Самит. Инаку, учениците кои учат во паралелката со посебни образовни потреби, како и секоја година, така и годинава непосредно пред празникот Свети Никола, добија подароци и новогодишни пакетчиња од модната групација ИНТ. Директорот Цимбалевик се заблагодари на собственикот на групацијата за континуираното внимание што овие деца го добиваат секоја година. Основното музичко училиште Ристо Ируков ги известува граѓаните дека продажбата на билетите за новогодишниот концерт ќе започне од понеделник, 22 декември. Заинтересираните ќе можат да ги набават на билетарницата на Центарот за култура Бели Мугри, Кочани, секој работен ден од 10 до 14 часот. Цената на билетот е 100 денари.
за крајот вестите проследете спортската информација. Одиграно предпоследното коло од женската кошаркарска лига. И девојчињата стигнаа до финишот во својата училишна лига. Во основното училиште Никола Карев беа одиграни двата надпревара од предпоследното коло. И самите резултати доволно говорат во прилог на фактот дека лигата е со слаб квалитет, што може би е резултат на слабиот интерес за спортување или пак на популаризацијата на женскиот фудбал на сметка на кошарката. Никола Карев, Раде Кратовче 27:2 и Малина Попиванова, Свети Кирил и Методи 14:11 се резултатите од двата надпревара. На табелата води Никола Карев со максимални 10 бодови пред Малина Попиванова со 8, на третата позиција екипата на Свети Кирил и Методи со 4 бодови, а последно пласирана екипата на Раде Кратовче без бодови. До крајот на училишната женска кошаркарска лига преостанува да се одигра уште едно коло, а двојките се Малина Попиванова, Никола Карев и Раде Кратовче, Свети Кирил и Методи. Во вторник завршува и машката кошаркарска лига. Следната година, според распоредот, ќе се играат надпреварите од фудбалските лиги, но тие се очекува да започнат дури на почетокот од пролетта. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.